Господин Мицковски, за што беше разговарано вечерва на Централниот одбор? Па се приближува една година од владењето на Социјалдемократскиот сојуз, односно од владата која што предводи Социјалдемократскиот сојуз во коалиција со Демократската унија за интеграција. Гледаме дека поминува една година со неисполнети очекувања, нереализирани ветувања, економијата комплетно е разурната, гледаме дека нема реформи нити во образованието, нити во здравството, нити во социјалата, апсолутно празни политички памфлети, една година на големи разочарувања во Република Македонија. Логично е да ВМРО ДПМН како одговорна, државотворна, сериозна партија отвори внатрепартиска дебата за тоа што и се случуваше на Република Македонија во изминатите скоро една година, влада на Социјалдемократскиот сојуз, но истовремено и да понуди еден гантограм на активности кои што ќе следува во периодот понатаму. Вчера на седницата на извршниот комитет и денеска на седницата на Централниот комитет ја разгледувавме актуелната политичка и економска ситуација во Република Македонија, ги разгледувавме актуелните теми кои што живо значат за граѓаните во Република Македонија. Оваа трета генерација политичари на ВМРО ДПМН учеше од првата генерација, растеше со втората генерација и како основна цел и задача си постави да ги порази остатоците од транзицијата, а тој пораз ќе отпочне со организирање на еден огромен народен протест кој што ќе се случи на 2 јуни во 20 часот пред владата на Република Македонија. Ја користам оваа прилика да ги поканам сите оние добронамерници, сите оние обесправени, сите оние разочарани, сите оние излажани од страна на Зоран Заев и политичарите околу Зоран Заев. Ги поканувам да ни се придружат, да застанат рамо до рамо со нас, да тргнеме во офанзива, да тргнеме во оваа битка и конечно да ја поразиме оваа ненародна влада која што и се случува на нашата татковина. Така, тоа ќе биде еден протест или ќе следуваат серија на протести? Сега за сега пред јавноста ќе го откриеме овој податок дека ВМРО ДПМН и коалицијата организира протестен собир на 2 јуни во 20 часот пред владата во Република Македонија. Така. Ги најавувавте во мај. Зошто доцнете све да ми се зборите според вашите најави од претходно? Да, ги антиципиравме сите можни дати во месец мај. Имавме сериозна дискусија околу термините кога би се одржал овој протестен митинг. Знаете дека ВМРО ДПМН е во фаза на реорганизација и реструктурирање. Повеќе од 40 општински комитети имаат нова или е потврдена старата структура во самиот општински комитет на ниво на председател и членови на општинскиот комитет. Како можен датум го разгледувавме 26 или 27 мај, но имајќи предвид дека тој е споен викенд, бидејќи 24 е државен празник, имајќи предвид дека е задушница, сакавме да ја отпочнеме нашата кампања, односно да го отпочнеме поразот на оваа ненародна влада на еден чист ден и затоа го поместивме за еден викенд понатаму. Одлучивме тоа да биде 2 јуни. Иако сме ние математички прецизни, понекогаш ни се случува и да направиме ваква незначителна грешка. Господин Мицковски, премиерот Заев доби покана за петата средба. Како го коментирате целиот овој период? Ние бевме прилично јасни во нашиот став и кажавме дека вака сериозни прашања, одговорни политичари, државници кои што и мислат добро на својата татковина, кога станува збор за вака сериозно прашање, е логично да отворат фронт на консултација со што е можно поголем број целни групи. Една таква целна група и ВМРО ДПМН, политичката партија, но и сите политички партии кои што се парламентарни, бидејќи е логично да тие партии одлучуваат понатаму за некаков евентуален хипотетички договор помеѓу Република Македонија и нашиот јужен сосед. Цениме и сигурни сме дека лидерска следба во присуство на председателот на државата ќе биде од огромно значење и можеше да биде и поддршка во целокупниот овој процес за, како да кажам, надминување на проблемите околу нашето уставно име што го има нашиот јужен сосед. И ценам дека одбивањето е чин на голема неодговорност, покажување на пркос, на лажни основи, покажување на непочит кон македонскиот народ, непочит на оние луѓе кои што ги гласале тие политичари, без разлика дали станува збор за ВМРО ДПМН, другите парламентарни партии, председателот на државата,
но и непочитко од сите останати институции во оваа држава од кои што може да се научи, како што е Академијата на науките, универзитетски професори, уметници и така натаму, други целни групи. Туку прашањето се банализираше на прашање дали има председателот на владата и премиерот Заев време да ме прими мене на тетата средба или нема време за таква една тетата средба. Како човек, како председател на најголемата опозициона партија и најорганизираната политичка сила во Република Македонија, ВМРО ДПМН, ќе искористам оваа можност и да му одговорам на председателот на владата, на неговата покана на тетата средба. Истата можам да ја прифатам, но наместо во неговиот удобен кабинет, да го повикам на телевизија, да можеме да се соочиме на тетата средба пред граѓаните на Република Македонија, да дискутираме за ова прашање, да можам да ги информира граѓаните на Република Македонија, како преговара, за што преговара, но и да дискутираме за сите оние фаули кои што ги прави на полето на економијата, на немањето реформи, во образованието, во здравството, да дискутираме за сите оние погрешни политики кои што се случуваат овие изминати една година, така што еве можност да можат граѓаните да видат за каква политичка гарнитура станува збор, а ние се разбира да можеме да слушнеме, да видиме и да ја дознаеме конечно таа лекција која што така одамна ја најавуваше, само да можат граѓаните да ја слушнат, па можеби ќе научиме нешто. Благодарам и на вас. Чином се најавува лидерска средба, дали вие сте поканети? Не сум поканет. Јас утре патувам во Софија, имаме самит на Европската народна партија. Веќе се потврдени неколку средби. Ќе биде јавноста навремено информирана за тие средби и за содржината на разговорите кои што ќе се водат на тие средби. Така што до овој момент немам никаква информација за евентуална лидерска средба во петок. Јас како што знам во петок во Охрид сум поканет во 8 часот на, тоест 7,5 часот се извинувам, на завршна вечера која што е дел од процесот така наречен Жан Моне кој што ќе се случува во Охрид на наше инсистирање за време на посетите во Брисел, но и посетите на Евротројката во Република Македонија. Така што не знам зошто во јавноста простори таква дезинформација, но имајќи предвид од кои кругови доаѓа и е за очекување на таква дезинформација. Не станува збор ако мислите на тој настан за евентуална лидерска средба, напротив станува збор за една завршна вечера на која што ќе присуствувам, која што ќе биде во време трајање, претпоставам не подолго од 1 час и каде што повеќе или помалку ќе дискутираме за формални работи, а не за суштински. Ви благодарам се. Добра ноќ.